О, амбасадорке, овега го знаеш, така? А овај овде е Куров. Не Гојо тајан агент. Куров. Саша Куров. Убаво, сега ги знаеш двајцата. Туку овај да ти каже една работа сега вака. Ти си амбасадорке многу секси. Недипломатски. На денот на вашата независност да давате изјави од типот дека ВМРО и Мицковски немаат право да менуваат судски совет и совет на јавни обвинители. И да ги повикувате судските тела, овие судски тела да пружале отпор на секаков политички притисок. И тоа го изјавувате ден или на денот на вашата независност. Да ви кажам една работа. Што да правиш кога јаболкото е расипано? Што треба Мицковски да чека сами да се сменат овие судскиве тела? Па тие се скапани до семката. Како на доверба во судство од 1% давате изјава дека има подобрувања во тие судски тела? Какви подобрувања има кога се тоа истите луѓе кои што ја загубиле довербата на 1% од граѓаните? Каква доверба? Зашо продавате вакви бумбарски вештини на помали држави од позиција на моќници, на светски полицајци? Гледате дека светот се помалку има толеранција кон вашите срања, кон вашите апетити, кон вашите желби да доминирате и да контролирате буквално се. Имате проблем, почнувајќи од афричкиот континент, преку Азија, а се надевам дека таа заразна болест ќе се прошири и тука. Затоа максимална поддршка за Мицковски, за изјавата што ја даде. Јас тоа го кажав и пред неколку дена у видеоролна. И баш ми е драго што Мицковски истото ви го плесна во лице. Што мислите? До кога ќе се стискаме да не реагираме на сите ваши мешања во нашите внатрешни работи? Особено кога работите нечинат. Не само што нечинат, тие се катастрофални. И вие настапувате од позиција да ги браните токму оние сегменти во системот, институции кои што не ги бива, за кои што сами сте пишале милиони звештаи дека се никакви корумпирани, дека нема доверба у судство, дека ова. И сега вие истите ги заштитувате од политички притисоци. А токму тоа ВМРО го има ветено во програмата, дека мора да сече од корен некои работи, за да може да ги смени, да ги подобри. Како да победиш со истиот тим, дали по судови, дали во АНБ, дали вамо, дали тамо, кога тие ја донесоа држава во пропаст, кога тие кумуваа на многу негативни феномени, појави, криминални појави и така натаму што се во држава, со години што се провлекуваат, што метастазираат. Со кое право тоа го барате од еден мал народ? Да се дозакопа? Му ги врзувате рацете со вакви изјави. Дошол
човек на власт, партија на власт, кој очигледно со радикален рез промена сака нешто на вистина да смени. Немате право. Колку е тој народ мал, тој народ има право да ги заштити своите власти, својот премиер доколку работат во негова корист и во негов интерес. И во интерес на сите граѓани, ќе кажам. Затоа што, да не отварам други теми, и вие тоа многу добро го знаете. Многу добро знаете дека во многу судски тела има и такви луѓе, или нивни потомци, кои никогаш не се лустрирани, а требало да бидат лустрирани. Затоа што биле битни, важни шрафчиња во некогашната служба за државна безбедност. И заштитени биле кога дојде време кога се спроведе таа лоша лустрација, затоа што сепак беше селективна, беа заштитени као бели мечки. И вие сакате токму таквите да ги заштитите од промена? Или нивни потомци кои што по некоја автоматизам династиски го наследиле тоа место? Джоа кралски семејства се тамо по тоа судските институции. Плава крв, па мора тоа да се наследи на син на керка. Не сте во право. Не сте во право. И треба да имате почит дека таа партија, тој премиер го избра 600.000 граѓани. 600.000. И се додека работи во интересот на тие граѓани. Не само тие што го избрале, него и оние кои што не го избрале, но кои што владее со нив, управува. И се додека работи во нивни интерес. Очекувајте дека тие ќе застанат за него и ќе обранат. Ја почитувам твојата држава, амбасадорке. Затоа што во многу полења досегнала такви нивоа рамништа на развој, да за нас малите просто е тоа незамисливо. Но, тргам тоа на страна. Вие ќе си ја платите цената на својата ароганција и на улогата што ја преземавте после Првата светска војна, особено после Втората светска војна, да бидете главен полицаец и да ја држите цела Европа во ситуација во Европска Унија како ваш заложник. Но, тие се широки приказни, долги приказни. Со овој дечко што го знаете, јас често пати ги поминуваме на брифинг вама тамо, но Куров, ами како? Така да имам почитување, но мислам дека крајно време е за вас да сватите дека империите кои се рушат, кога почнуваат да се урушуваат, врнат многу гомна, амбасадорке. Од вас ќе зависи дали тие гомна ќе го задушат светот, сите ќе потонеме во нив, или, дај Боже, ќе одберете еден пат на постепено урушување како империја, затоа што е тоа логично. И нема да дозволите вашето урушување, чиј процес е започнат, да повлече во неповрат многу народи, многу држави, па дури и цел свет. Мицковски, еве го првиот пример, она што го кажав порано, дека веднаш или многу брзо ќе почнат притисоците.
знаевме и сега гледаме дека на поедини амбасадори, амбасади, значи држави, епте не им одговараше што ти и ВМРО ДПМН дојдовте на власт. Но, батко, затоа си избран од народот, еве ги првите искушенија, ќе мора да ги издржиш. Убав гол даде сега, со изјавата. Ја мислам дека нема македонец што нема да застане за твојата изјава, дека доста е веќе странските амбасадори да се мешаат во нашите внатрешни работи, особено во работи што се скапани, метастазирани, а кои што имате намера да ги подобрите од корен, тоест да ги рестартирате од корен. Држте се. Успеете да се сочувате од тоа, затоа што власта е најголемиот опијат што постои на овој свет. Нема поголем опијат. Ако сачувате некоја природна скромност во себе и умереност, ќе бидете помалце ранливи. Токму пред вашите непријатели, затоа што првата ахилова пета што тие ќе искористат да тргнат против вас, да ве дефимираат и да ве компрометираат мицковски, ќе биде вашата возгордеаност, ароганција, чувство на недопирливост. Ако продолжите да владеете доволно долго време да власта така ве опијани ве стави под своја, под незина контрола. Знаете, лостовите на власта се во ваши раце, но немојте да дозволите таа да завладее со вас. И пред се тие лостови употребувајте ги или употребете ги за доброто на граѓаните, тоа нека ви биде првата работа во глава. Го заборавите ли тоа, го откривате газот, станувате ранливи. Во комбинација со возгордеаноста и ранливоста, многу брзо тие тамо, кои со право мицковски ги нападнавте, ќе најдат начин преку своите безбедносни служби, преку своите сателитски невладени кои што им се во нивна служба, ќе ви најдат ахилова пета кај што тамо ќе ви удрат. Ќе ви го најдат оно откриено место и токму тамо ќе ги забодат своите отровни заби, метафорички да се изразам. И уште нешто да им порачам на некои мои обожаватели. Значи да немате дилеми. Јас не отидов да барам фотели, функции, како што гледате. Не ме видовте у ниедна смена на директорско место, министерско заменик министер. Знаете од која причина? Драги мои така наречени пријатели, знаете од која причина не ме видовте на тие списоци? Затоа што не отидов да барам ништо, многу е просто. Многу е просто. Така да, во скоро време не ни очекувате дека ќе ме видите. А сега сакам да ве поздравам, амбасадорке, во име на Куров, да не ме сватите погрешно, на секретниот агент Путина
Kurov, Saša Kurov. Ovo го знаете. Мора да ви е омилен лик и неговиот постер да го чувате во вашата спална соба. Македонците и русите 300 милиона. И стварно ова абе добро, па мислете си што сакате, па ваша работа, ова мислам за ние поглупи, не свашта може да помислат, ама па и помислете си. Се гледаме.